Добре дојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. Светското првенство полека влегува во својата највозбудлива фаза. Првиот чекор кон големото финале веќе е напред. Откако Франција со сигурна победа од 2:0 над Марокко го завери местото меѓу 4 најдобри селекции на планетата. Триколорите уште еднаш покажаа шампионски карактери и испратија јасна порака дека остануваат еден од главните фаворити за светската крона. Но вистинската драма допрва следува. Викендот носи уште 3 четвртфинални пресметки, по кои ќе бидат комплетирана полуфиналната слика на Мундијал. Франција е првиот полуфиналист на светското првенство во САД, Мексико и Канада. Триколорите во четвртфиналето со сигурни 2:0 го совладаа Марокко и се изборија за место меѓу 4 најдобри селекции на турнирот. Херои на француската победа беа Килијан Ембапе и Усман Дембеле, кои со головите во второто полувреме го решија победникот во репризата од полуфиналниот дуел на Мундијалот во Катар. Французите уште од самиот почеток покажаа дека се решени да го контролираат надпреварот. Веќе во четвртата минута Килијан Ембапе се закани со силен удар од далечина, но мароканскиот голман Јасин Боно одлично интервенираше. Само неколку минути подоцна, по корнер, со глава се обиде да ја упамека, но повторно Боно беше сигурен и ја зачува својата мрежа. По почетниот притисок Марокко успеа да воспостави рамнотежа и да пренесе дел од играта на противничката половина. Сепак, токму тоа им остави простор на французите за брзи контранапад. Во една таква ситуација Ембапе беше соборен во 16-сетникот, а главниот судија покажа на белата точка. Француската звезда ја презеде одговорност, но неговиот удар беше слаб и непрецизен, па Боно лесно го одбрани пенал. Мароканскиот голман продолжи со одличните интервенции во непродолженијето од првиот дел. Најпрво го запре Усман Дембеле, уште една брза акција на Франција, а во самиот финиш и пречката го спаси Марокко по силниот удар на Лукас Дин од далечина. Благодарение на одличниот Боно, на полувремето резултатот остана 0:0. Во вториот дел избраниците на Дидие Дешам повторно ја презедел иницијативата, а тоа конечно вроди со плод во 60-та минута. Килијан Ембапе се искупи за промашениот пенал и со мајсторски удар од далечина го совлада Боно за водство на Франција од 1:0. Само 6 минути подоцна следуваше нов удар за мароканците. По грешка во нивната одбрана, Усман Дембеле најдобро се снајде во 16-сетникот и со прецизен удар ја удвои предноста на триколорите. Практично, ставајќи точка на победникот. До крајот, Марокко се обиде да се врати во надпреварот, но француската одбрана одигра сигурно и не им дозволи на африканците да создадат посериозна шанса. Франција без поголеми проблеми ја задржа предноста и заслужено обезбеди место во полуфиналето на светското првенство. Со оваа победа, избраниците на Дидие Дешам продолжуваат во битката за нова светска титула, а во полуфиналето ќе ги одмерат силите со победникот од четвртфиналниот дуел меѓу Шпанија и Белгија. Легендарниот Рафаел Маркес е официјално нов селектор на фудбалската репрезентација на Мексико. Поранешниот капитен на ацтеките потпиша договор до 2030 година и на клупата го наследува Хавиер Агир, која напушти функцијата по номинацијата на светското првенство. Маркес не е ново име во стручниот штаб на националниот. Од 2024 година ја извршуваше функцијата помошник селектор, а по заминувањето на Агир, раководството на Мексиканската фудбалска федерација му ја довери најодговорната улога. Од федерацијата соопштија дека станува збор за оннапред планирана транзиција, со цел да се обезбеди континуитет во работата на репрезентацијата и да продолжи развојот на националниот тим. 47 годишниот Маркес е една од најголемите легенди на мексиканскиот фудбал. Тој е рекордер по бројот на настапи за репрезентацијата со 147 одиграни надпревари, а во текот на својата блескава играчка кариера настапи на дури 5 светски првенства, што го бројува меѓу најискусните фудбалери во историјата на мундијалите. Се очекува Маркес да дебитира како селектор на престојните пријателски надпревари репрезентативниот прозорец кон крајот на септември и почетокот на октомври. Мексико настапот на светското првенство го заврши во 8 финалето, каде по голема борба беше поразен од Англија со 3:2, пошто дојде до промена на селекторската позиција. Лионел Меси продолжува да испишува историја на светските првенства. Аргентинската суперзвезда на актуелниот мундијал го собери рекордот на Мирослав Клосе и стана најдобар стрелец во историјата на светските шампионати, иако има 39 години. Меси игра во фантастична форма и со 8 голови на ова светско првенство стигна до вкупно 21 погодок на мундијалите, со што го надмина до сегашниот рекордер Мирослав Клосе, кој со 16 голови го држеше рекордот повеќе од една деценија. Во меѓувреме, Клосе на вечната листа го престигне Килијан Ембапе, кој сега има 19 погодоци. По истероискиот успех, Меси направил гест кој привлече големо внимание. Преку аргентинскиот селектор Лионел Скалони
Стапил во контакт со Мирослав Клоса за лично да му даде признание по соборувањето на рекордот, а му испратил и подпишан дрес како знак на почит. На актуелниот мундијал, Меси и Килијан Мбапе делат првата позиција на листата на стрелци со по 8 постигнати голови, додека Ерлинг Халанд е веднаш над нив со 7 погодици. Изборот на главниот судија за финалето на светското првенство би можел да биде условен не само од квалитетот на арбитрите, туку и од политичките околности. Иако англискиот судија Майкл Оливер важи за еден од најдобрите во светот, неговите шанси да го суди најважниот напредок на мундијалот зависат и од тоа кои репрезентации ќе обезбедат место во финале. Оливер, заедно со својот сонародник Ентони Тейлор, е меѓу англиските представници на турнирот. Според правилата на ФИФА, докога Англија се пласира во финалето, ниту еден англиски судија не може да биде дел од тој напредок. Освен тоа, ФИФА ги зема предвид и долгогодишните политички тензии меѓу Обединетото кралство и Аргентина, поврзани со спорот на Фолкландските острови. Поради чувствителноста на односите меѓу двете земји, англиски судии не се делегираат на надпревари на аргентинската репрезентација, со цел да се избегне каков било сомнеш за пристрасност. Тоа значи дека доколку Аргентина стигне до финалето, Оливер и Тейлор повторно ќе отпаднат од конкуренцијата за судење на мечот за светската титула. Истото правило важи и за аргентинските судии, кои нема да можат да го судат финалето доколку нивната селекција игра во него. Така, иако Майкл Оливер е еден од главните кандидати за финалето, конечната одлука нема да зависи само од неговите оценки и настапи на турнирот, туку и од тоа кои репрезентации ќе се пласират во последниот надпревар на светското првенство. Иако Кристијано Роналдо и понатаму е една од најголемите фудбалски ѕвезди, се поголемо внимание привлекува неговиот син, Кристијано Роналдо Јуниор. Младиот фудбалер веќе настапува за младинските селекции на Португалија, но неговата репрезентативна иднина се уште не е дефинитивно решена. Според правилата на ФИФА, Роналдо Јуниор не е трајно врзан за португалската репрезентација и во иднина би можел да избира меѓу дури 5 национални тимови. Освен за Португалија, тој има право да настапува и за Шпанија, САД, Англија и Зеленородските острови, благодарение на местото на раѓање, престојот и семејното потекло. Иако Португалија е најсериозен кандидат да го задржи талентираниот фудбалер, интерес за него покажуваат и Зеленородските острови, од каде што потекнува дел од семејството на Кристијано Роналдо. Тамошната фудбалска федерација внимателно го следи неговиот развој и се надева дека во иднина би можел да го облече нивниот национален дрес. Сепак, во овој момент, најреално е Кристијано Роналдо Јуниор да продолжи својата репрезентативна кариера во Португалија, каде што веќе е дел од младинските категории и го гради својот фудбалски пат. По првиот четвртфинален дуел меѓу Франција и Мароко, вечерва и во текот на викендот ќе бидат познати и останатите 3 полуфиналисти на светското првенство во САД, Мексико и Канада. На програмата се 3 исклучително интересни пресметки, во кои фаворитите ќе имат сериозни предизвици против ривали што веќе покажа дека можат да приредат изненадување. Вечерва од 21 часот во Лос Анџелес, силите ќе ги одмерат Шпанија и Белгија. Двете европски селекции играат офанзивен фудбал и располагаат со голем број индивидуалци, способни да го решат надпреварот со еден пот. Шпанците ќе се обидат со препознатливата игра преку последна топката да го наметнат своето темпо, додека Белгија ќе ја бара својата шанса преку брзи транзиции и квалитетот на искусните фудбалери. Победникот од овој дуел ќе се соочи со Франција во полуфиналето. Во сабота 23 часот во Мајами ќе се одигра уште еден европски четвртфинален судир меѓу Норвешка и Англија. Норвежаните се најголемото пријатно изненадување на турнирот и прв пат по долги години се меѓу 8-те најдобри светски репрезентации. Предводени од Ерлинг Халанд и Мартин Одегар, тие ќе се обидат да го елиминират еден од главните фаворити за титулата. Од друга страна, Англија располага со широк ростер и големо искуство во вакви надпревари. Па избраниците на англискиот селектор ќе се обидат да ја оправдат фаворитската улога и да обезбедат место во полуфиналето. Последниот четвртфинален надпревар ќе се одигра во недела од 3 часот пополноќ во Канзас Сити, каде актуелниот светски шампион Аргентина ќе се соочи со Швајцарија. Аргентинците, предводени од Лионел Меси, продолжуваат во походот кон одбрана на светската титула. Но швајцарците и на овој мундијал покажа дека се цврст и дисциплиниран противник, кој знае како да им создаде проблеми и на најголемите фаворити. Се очекува неизвестен надпревар, во кој секој детал може да биде пресуден. Со одигрувањето на овие 3 четвртфинални пресметки ќе биде комплетирана полуфиналната слика на светското првенство, а љубителите на фудбалот ги очекува викенд исполнет со дерби надпревари и борба за место меѓу 4 најдобри репрезентации во светот. Ви благодарам за вниманието.
Останете во друштво на Слободен печат.